Социјалдемократскиот сојуз денеска го одржува 32-тиот конгрес на кој партијата ги дефинира идните политички насоки и приоритети на партијата. Во фокусот е усвојувањето на нова идеолошка платформа. Конгресот во Скопје го следи Јана Јосифовска. Јана, веќе е донесен финалниот документ. Што накусо содржи тој? Да, Бубе, Конгресот заврши, социјалдемократите ја усвоија новата платформа за делување, наречена Твоја држава, твоја шанса. Документот до кој дојдовме како Канал 5 содржи 35 страници. Од увидот кој што го имаме, нуди решенија како што е наведено во сите сегменти за државата. Ке соопштам накусо дел од оние главни столбови, односно точки. Социјалдемократите предвидуваат нула корупција, нудат решение, едно од нив е оперативен фронт со Европското обвинителство, исто така и соработка за институционален гарант за интегритет, како што велат и во правосудството. Меѓу другото, исто така се предвидува и целосен ветинг, како што велат, од 1991 година на сите функционери, досега проверка на потекло на имот, но и во правосудството на судиите и обвинителите. Меѓу другото се предвидува повисоки плати и пензии, задржување на младите во државата, скратена работна недела, се нудат решение како тоа да се постигне. Исто така, во однос на европската перспектива на државата, се вели дека македонскиот идентитет е загарантиран и траен, јазикот како што е наведено останува црвена линија. Исто така, се става акцент и на соживотот како што велат, без никакви уцени, меѓу другото се предвидува заеднички мешани паралелки уште во училиштата, во градењето на подобар соживот, но и секако како што е насочено подобра функционалност и на јавната администрација. Исто така се предвидуваат сет економски мерки и социјална правда. Инаку, фактички на почетокот денеска на Конгресот воведно обраќање имаше лидерот на СДСМ Венко Филипче. Тој кажа, ги соопшти овие главни поенти од новата идеолошка платформа која што треба да ја врати, како што рече, суштината на социјалдемократијата. Меѓу другото се осврна во своето воведно обраќање и на европската перспектива на државата, посочи дека на самитот во Тиват европските лидери јасно кажале дека Европа е отворена за забрзано проширување на Западен Балкан. Уставните измени во овој документ не се конкретно наведени, меѓутоа Филипче, како што истакна, јасна е пораката од европските челници дека тие остануваат услов и побара јасен план и стратегија од владата како ќе продолжи Македонија по европскиот пат. Да слушнеме тука изјавата на Венко Филипче. Вистинската социјалдемократија не ја мери државата по висината на говорницата, туку по висината на платата, по правото на лекување, по квалитетот на училиштето, по достоинството на пензионерот, по сигурноста на работникот, по шансата на младиот човек да остане дома не од инает, туку од надеж. Најголемата слабост на оваа власт. Таа сака Европа како сцена, но не и Европа како обврска. Сака да седи на маса со Макрон и Мерц, но не сака дома да ја каже вистината, да измислува и да ги плаши граѓаните со наводно губење на идентитетот и јазикот. Сака да зборува дека проширувањето е живо, а одбива да се соочи со единствениот услов што и самата Европа јасно го повторува. Да бара јасен државен план за отворање на кластерите и поглавијата во преговорите, со точни рокови, политичка одговорност и целосен јавен отчет. Доста беа збунувачки изјави и маркетинг фотографии. Народот има право да знае што е планот, кој е следниот чекор и кој ќе одговара ако Македонија повторно остане во чекалната. Да, своји обраќања на Конгресот има и представници на сестринските социјалдемократски партии од Европа и од регионот. Меѓу присутните денеска на Конгресот можеа да се забележат и дел од поранешните председатели на СДСМ, како Ковачевски и Бучковски, но не беше присутен Заев и неговите предходници. Ова фактички денешна усвоена платформа секако треба да добие зелено светло и од високите партиски органи во СДСМ, но тоа е очекувано, беа усвоени заклучоците и тоа се сите детали од денешниот конгрес и од тука. Бубе. Ти благодарам, Јана Јосифовска, со деталите од 32-тиот конгрес на СДСМ.